Во нашата редакција денеска дојде Јана Коцевска. Таа е една од авторките или од авторите на публикацијата Историја на жените во Македонија кон крајот на 19-тиот и во првата половина на 20-тиот век. Јас ќе ги кажам авторите: Петар Тодоров, Јана Трајковска, Дарко Лајтнер Стојанов и Јана Коцевска, која е денеска тука во нашата редакција. Ти благодарам што ја прифати поканата. Сакам да почнеме со констатацијата во воведот на публикацијата од две причини. Вели, научно-образовниот интерес за историјата на жените и на женските движења во Македонија има долг и бавен развој, но втората реченица вели, последниве години заборавените или игнорирани истории на жените и на женските движења го добиваа своето место и значење во историјата и историските процеси, а со тоа и свое место во сеќавањето на општеството. И сега ме интересира, што е тоа што претходно беше побавно или речиси не влегува во нешто што е вака видливо, официјално, фреквентно историјата на жените кај нас. Што се смени за да ја имаме втората констатација која вели дека во последниве години имаме промена на тој план? Па сметам дека тој всушност бавен развој, како што е така спомнато, во суштина се мисли на целокупната она борба на жените за освојување на нивните права. И некако како паралелно да одат тие процеси. Тие процеси биле бавни. Знаеме, нели, во периодот од 18-тиот век започнуваат, има приказни, нели, од западот, меѓутоа и од истокот, разни жени кои што почнуваат да се мобилизираат и нели застапуваат за одредени права, дали за нив, дали за одредена маргинализирана група во општеството. И тоа одело многу споро и многу бавно. И затоа, исто така, и во поглед на науката, развојот оди така, бавно и споро. Меѓутоа, мора да признаеме една работа, а тоа е дека овие состојби кои што ги имаме денес, не само во науката, меѓутоа и позициите на жените, нивното политичко учество, учество во економијата и така натаму, нели, не се најдобри, не се во конона кон кое што се целиме, меѓутоа достигнале и како добар развој, достигнале многу од она што некогаш биле. И тоа мора да сватиме дека е резултат на долгогодишна и макотрпна борба на некои жени, а не да се земе здраво за готово дека од некаде тие права се доделени и подарени. Така што исто така и во науката дисциплините пополека се менуваат, нели, тие како што се развива науката во секоја можна сфера. И овдека и многу е важно да се каже дека постои таа некоја интерсекција, некој пресек на разни дисциплини, што особено е важно и е некаков феминистички поглед на развој на науката. И сега во однос на она второ прашање, мислам дека и веќе се надоврзав со ова што почнав да го зборувам. Да, се отвораат нови простори, се отвораат нови видици. Се уште не можеме да кажеме дека е достигнато нешто за кое што може да се рече дека е веќе феминистичко, со предзнак феминистичко. Глобално многу повеќе, на западот многу повеќе отколку кај нас, на ова поднебје. Меѓутоа има некој исчекор. Не би можела да кажам дека е тој институционален, дека е системски, повеќе е неформален, повеќе во рамки на граѓанскиот сектор, но се будат овие луѓе, работат луѓе на нив, откриваат интересни приказни, интересни погледи, интересни случки од минатото и ги даваат, нели, на виделина. Сакам да ми биде, мене да ми биде појасно. Сакаш да кажеш дека може да се повлече паралела дека овие процеси за кои зборуваш биле такви бавни на почетокот и во светот и кај нас се пресликува таа некоја ситуација како таква? Секако, како не. Мислам, кај нас секако е исто затоа што има впечаток дека на запад или таму малце тие процеси се побрзи, а кај нас заостануваат. Но генерално, ако мислиш дека е така како што кажа, па добро, за да сега да го видиме и развојот овдека и контекстот да го разгледаме овдека, кога била формирана оваа држава, како била формирана.
сета таа историја, нели, од, како што говориме овде, од крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, и не случајно го зимаме ние тој период за оваа читанка, бидејќи што се случува тука? Тука се случува Илинденското востание. Навестување на распадот на Османлиската империја. Потоа младотурското, нели, движење, се случуваат балканските војни, првата и втората, се случува Првата светска војна, која што последиците и денес се чувствуваат, мора да признаеме. Има мала пауза, има разни, нели, поставување на граници и така натаму. Сега многу симплифицирам, меѓутоа да направиме еден преглед. И на крајот Втората светска војна, која што резултира после со, нели, формирање на Југославија, каде што конечно Македонија добива својата независност. И се случува тој еден прогрес, сега можеме да видиме како некои работи малку се враќаат наназад во поглед на правата на жените. Меѓутоа, тие се динамики, тие се процеси и не можеме да кажеме Западот предничи, тоа е секогаш прашање. Еве сега баш сведочиме како на Западот, еве ако спомнуваме Америка конкретно, меѓутоа и во јужноамеричките земји, имаме голем регрес на правата на жените. Така што тоа се динамики и категории кои што постојано се менуваат. Кога ја спомна Втората светска војна, секако не треба да заборавиме АФЖ, антифашистичкото движење на жените во тогаш Југославија, се разбира и дел во Македонија, бидејќи Македонија тогаш практично стана дел од таа федерација. Можеме да кажеме дека тоа е еден сериозен чекор, без разлика на идеолошката конотација на моментот на создавање, но нешто такво е, предпоставам, сериозен чекор во таа афирмација, емансипација на жените. Како не само сериозен и радикален чекор. Так. Тоа е дефинитивно нешто што системски државата го спроведува. Меѓутоа, може и да констатираме по разните извори кои што ги читаме. Еве да споменам дека Ивана Хаџиевска, историчарката, и јас заедно имаме работено на еден проект кој што се вика Архиви на невидливите. И таму работевме периодика, една година илустрација Илинден списанието, други 2 години работевме на Македонка, кое што е списание, орган на АФЖ, се издава од 44 до 52 година. И тоа што може да се заклучи од тие објави таму е дека голем дел од селското население, од жените во селата се мобилизираат и навистина може да се каже дека да, оди ова од горе надолу, меѓутоа има и нешто што се случува од долу нагоре. Обострана е некако таа релација и се чувствува една мотивација, се чувствува една атмосфера на обновување на, нели, општеството и добивање на свесност за како тие добиваат наеднаш права репродуктивни, како состојбите се подобруваат во здравството, социјалата исто така, каква е состојбата со образованието, голем дел од институциите тогаш се подобруваат, се усовршуваат, се отвараат нови. Така што навистина еден радикален чекор се случува во поглед на правата на жените, да не зборувам правото на абортус, правото на развод, правото на наследување на имот, така што јас не знам каде повеќе да одам, ама навистина еден радикален пресврт во поглед на демократските права на жените. Да, и ја би додал од друга страна и очекувано, во смисла на тоа дека со создавањето на една, или дефинитивното создавање на македонската држава во една со сите државни обележја што ги има, си најдоа свое место, го пробија патот и овој тип на правата на граѓаните, вклучувајќи ги и правата на жените. Но сега да се вратиме на книгата, на публикацијата. Констатацијата дека публикацијата е да се разоткрие или дополнително да се афирмира местото и значењето на жените во историјата и во историските процеси, зборува за вашата мотивација да го направите тоа, предпоставувам заради тоа што или не сте вие како автори задоволни од тоа присуство на жените во историографијата, или заради некои навистина објективни околности, бидејќи од она што јас, иако ја нема видено целосно книгата, можам да видам дека има имиња на жени, биографии и така натаму,
кои за мене се непознати, а ми се многу битни сега. Дали е тоа мотивацијата? И следното прашање би било, дали таквата ситуација во историографијата произлегува од тоа што јас ја нарекувам заради машката историографија во Македонија? Така. Па добро, ние веќе подолго време се бавиме со ова. Имавме уште една читанка пред оваа, во 2019 излезе, ако не се лажам, и таа беше посветена на Првата светска војна. Не беше конкретно со поглед на женската историја, меѓутоа сакаше да понуди еден нов поглед на тоа како се изучува историјата. И тоа кога велите машка историја, јас би рекла и некако и патриархална историја. Значи, не само да ги обелодени искуствата на мажите, меѓутоа и начинот на кој што се изучува. Затоа со оваа читанка ни беше важно да го пополниме тој недостаток во учебните помагала во средните училишта, каде ќе бидат споделени женските искуства, каде ќе бидат понудени понатаму архивски документи, затоа што ни е важно децата да видат всушност од каде произлегуваат историските текстови, да сватат дека тие некој ги пишува, не се тоа некои вистини дадени од некаде. Тие се текстови кои што некои автори ги пишуваат. И затоа ни е битно да видат од каде се влечат тие податоци, потоа кој ги пишувал тие документи оригинални во архивите. Тој таа што ги пишувал, од каде потекнувал, кој е контекстот во кој што живееле, кои се размислувањата кои што ги имале, кој бил тогаш на власт и така натаму. Значи, тоа ни беше битно да го поттикнеме со оваа читанка и може да видите поделена е на неколку теми. Има текстови и има многу изобилие на примери кои што завршуваат на крај со форми на задачи кои што поттикнуваат диалог. И тоа ни е многу важно. Децата критички да размислуваат за историските текови и уште што е поважно, а тоа и во самата читанка е содржано, да направат паралели со денешницата, со денешниот контекст, со денешното живење. Затоа што чуму е изучувањето на историјата. Битно е тие процеси да знаеме како се случувале, за да знаеме оваа состојба денес резултат на што било што се случувало во историјата. Так. Колку од она што го има, што го содржи публикацијата, можеме да заклучиме дека како што спомнав преска, можеме да откриеме или сме испуштиле многу работи што не ги знаеме, а што се битни, како што велите вие, и за тој период, а да споредиме со она што е денеска. Може ли некоја таква паралела да се извлече, или некој заклучок, или можеби дури и конкретно некој пример? Што е тоа што, например, би поттикнало некој да пронајде нешто ново во публикација? Па видете, еве и од од претходното прашање што не успеав да одговорам, значи, оној недостиг е всушност за оние кои што ја пишуваат историјата и историографијата, што тие сметаат дека е важно да се вклучи. И тука не смееме да застанеме. Тоа треба малце стратешки да се гледа и малце по-обширно да се гледа. Тоа знаење не може да биде продуцирано само врз основа на тоа што државата смета дека е важно да се пренесе како историја, најчесто машка историја или ако сакате историја на војни, историја на политички привери и така натаму. Тоа што недостасува, например, во нашата историографија, Првата светска војна не е многу истражувана. Тука имате војски од Англија, војски од Франција, имате архиви, толку многу податоци, фотографии, картички писма кои што војниците ги праќале до своите назад во западните земји. Значи, сето тоа е извор историски, меѓутоа кај нас во историографијата тоа не се смета за релевантен историски извор. А ите како е релевантен историски извор за да ви каже вас за контекстот кој што се случувал тука, да не зборуваме за болестите кои што се случувале, епидемиите. Во книгата многу пишува и за оние мисии
на лекари здравствени кои што и Црвен крст кои што доаѓале тука, може да видите какво влијание па тие извршиле овде во овие простори за напредокот на медицината, на здравството и така натаму. Да, тоа се тие парадокси на историографијата која се задржува главно на големите процеси, на војните, на настаните, на мировните преговори, на битките и така натаму, кои всушност во кои всушност учествувале луѓето, обичните луѓе, кои како што велите вие, пишувале писма, имале своји лични трагедии, драми со кои се соочувале и низ нивната историја можеме да научиме многу за некои од епохите што ги. И историски извор, значи може да бидат таквите писма, картички, разни документи, нели со кои што човекот во секојдневието се служел и ги користел понатаму. Дали имавте вие шанса да имате пристап до такви извори кои ви користеа за книгата? Да, како не. Меѓутоа и можам во овој момент да кажам дека имаме и некое си разочарување кога одиме во архивите. Прво, многу често оние документи, како што спомнав, кои што се искуства на жени или некои фотографии се сметаат за нешто за кое што не мора да се грижи нели таа институција. Многу голем дел од збирките не се се уште обработени и со тоа не се нели достапни за истражување. Морам да споменам и тоа колку беше погрешно преместувањето на државниот архив од претходната зграда во оваа зграда која што е сега, каде што нели беа подложни на влага, на поплави и така натаму. Така што исто сакаме да го адресираме и тоа негрижење за документите и архивите, особено например за периодот од социјалистичка Македонија, социјалистичка Југославија, затоа што тоа е навистина еден период кога настанува пресврт во ова општество, како резултат на тој некој историски ревизионизам се брише таа историја едноставно и сите тие искуства, а голем дел меѓу нив е и историјата на жените. Така што се надеваме дека оваа читанка барем малку ќе обелодени некои вакви приказни и ќе ги доближи до младите луѓе, како што велите вие и за некои од повозрастните генерации се новитет. Definitivno, ќе мотивира и ќе инспирира за натамошни истражувања. И сега кога спомнавте зборот читанка или низ текстот проверува за публикацијата негде приречник, моето следно прашање е што ве натера во ваков формат да ги спакувате резултатите од истражување? Дали е тој еден, јас го нарекувам базичен формат, кој служи како прирачник за наставниците како да ја употребуваат читанката за време на часовите? Дали тој базичен формат беше намерно направен така за да им укаже дека така треба да се користи, дека методологијата на користење прирачникот е таква да има низ примери, вежба, да се дојде до некој заклучок да може да го направат децата. Да, па се обидувавме да ја задржиме таа некоја дидактика и сметаме дека е важна. Безполезно е само да натрупате текст огромен и тие да го читаат напамет. Значи, така историјата не се учи. А за жал, кај нас често е случајот. Се учат на памет датуми, се учат на памет нели херои, херојки и така натаму. Меѓутоа, овде сакавме да понудиме мал вовед, да понудиме вежби, да понудиме документи и да го понудиме изворот од каде тие доаѓаат, со тоа што не само учениците и професорите, учителите ќе имаат можност да отидат, да ги видат оние извори кои што ги нудиме и тие дополнителни информации кои што ги ставаме овде, со цел да се разбуди некоја љубопитност и тие понатаму да истражуваат, да отидат во архив, да видат таму некои документи, затоа што сметаме дека треба да научат дека историјата така се изучува и така се пишува, само со истражување. Така ли би изгледал еден час од прилика, или еден дел од часот?
Да. Кога ќе се користи ова? Да, дефинитивно. Часот треба да го замислиме како една динамична атмосфера, не е она екс катедра сега професорот раскажува од позиција, нели? Раскажува, учениците слушаат, па нели им е досадно и така натаму. Тоа треба да биде проследено со видеа, со фотографии, со документи, треба да одат во институциите каде што се чуваат архивите, треба да знаат на кој начин тие може да пополнат барање за да имаат пристап во некоја архива, за да може да ги погледнат документите, треба да учат за нивна заштита, како тие се заштитуваат и така натаму. Така што да им внесат едно чувство на граѓанска одговорност кон сето ова, затоа што и дефинитивно ни е потребно. Може да видиме сега што се случува и со јавниот простор, колку Скопје 2014 го уништи јавниот простор, имаше за цел да избрише една цела епоха историска. Спомениците од нашето антифашистичко минато исто така се сосема неважни, можеме да видиме дека исчезнуваат, се уништуваат и така натаму. Така што ова за нас е многу важно, затоа што сметаме дека на овој начин, ако се пренесува материјалот со разговор, со критичко размислување, дека и нивната општествена одговорност ќе расте. Може ли да издвоите некоја од приказните што се во книгата, чисто заради... Тешка задача, ама еве сега на прво нешто што ми текнува, ако можам само да го најдам за да прочитам малку, во архивот отидов минатата година и го побарав, еве го најдов. Го побарав фондот за Вера Ацева, која што е исто така еден лик од нашата историја, многу важен, која што била на многу важни политички позиции, меѓутоа за нејзе толку малку се пишува, дури никако и била деградирана на самиот крај на незината кариера, што е за мене особен пораз. И можам да ви кажам дека фондот, јас очекував да бидат неколку огромни кутија, тоа беше една многу мала кутија и тоа се писма и документи кои што таа самата нели ги има зачувано, да. И ми беше исто поразително тоа што нели секој пат кога одите се запишувате кога сте биле во кој датум, имаше само 3-4 луѓе во кои што се вбројувам и јас. И имаше датум, не знам, 2017 година и еден 2012, нешто така. Замислете колку ретко всушност има интерес за истражување за животите на овие жени. А тоа што ми беше многу интересно кај неа, нели незиното партизанско име Митра, е каде што има еден извадок незин од мемоари незини за незиното политичко действување пред Втората светска војна, кога уште биле многу млади. И таа зборува за тоа како женското младинско коло, еве, ќе читам директно, разви многу голема активност и прибра над 150 девојки кои што редовно доаѓаа на неделните состаноци. Замислете, на тие состаноци тие не плетеле, не шиеле, тие зборувале за политички идеи. И бројката е апсолутно 150. Да, замислете, денес не може да се соберат во еден град 15 девојки за еден ваков состанок. И вика во тоа време секоја недела во 10 часот предпладне се собиравме во женското коло. На тие состаноци се преработуваа разни политички и други материјали, се држаа реферати и друго, се издаваа зидни весници и се правеа приредби. Всушност, низ тоа женско младинско коло помина најголем дел млади девојки, симпатизери, скоевки и членови на партијата во Прилеп. Многу интересно и дури раскажува за тоа како пратиле писмо директно во Белград, сакале да бидат приклучени во СКОИ, сакале да бидат дел од политичкото тело. Мислам, може замислите, ова се девојки на 15-16 години. И тоа фасцинантно е. Во очи на Втората светска војна, кога фашизмот веќе добива силни напливи и така натаму, и апсолутно една неизвестна иднина. Океј, публикацијата е наменета за образовниот систем, но таа не е дел од, предпоставувам. Не, за жал. Треба сега да почне борбата, да почне да се вклучува, има ли шанси на некој начин да, или само ќе ја препорачате? Па видете како кој е модел? Јас би сакала да се надавам дека има шанси, меѓутоа тоа што го гледаме во медиумите од расположивоста на
луѓето кои што се на позициите во образованието, мене ми кажува дека тоа за жал нема да се случи многу скоро. Гледаме дека од разни стратешки документи и од законски текстови се брише родовата еднаквост како термин. Така што не знам, би сакала да оваа читанка биде дел, да се спроведе нешто со Бирото за развој во образованието, да може да го воведе како задолжително, бидејќи нашите капацитети се толкави. Ние немаме големи фондови, доволно беше да се соберат авторите, да се напише, да се дизајнира. Морам само да ги споменам, ако ми дозволите. Секако, да. Иницијатори на книгата се Хера, Сдруженијето, ние поголемиот дел од авторите сме од ЦИНИК, од Центарот за истражување на национализмот и културата, и понатаму се вклучија во проектот и Титинг. И всушност тука ќе одговорам малку на тоа прашање за како во училиштата се спроведува. За сега неформално, со тоа што Титинг веќе 6 години поред има акција која што се вика Зошто 8 март, каде што се обидува да го адресира прашањето за тоа како 8 март се одбележува и се обидува да понуди еден одговор за тоа како би требало да се одбележува. Тоа е да се потсетуваме на она женско историско и феминистичко историско наследство, за кое што и нуди подготвен материјал, така што Титинг објавуваат повик за едукатори, за интересирани луѓе, и секогаш имаме околу 30 заинтересирани кои што се пријавуваат. Тие понатаму одржуваат од 1 до 2 часа во средно училиште во кое што тие ќе го изберат, се договараат со тамошен професор или професорка и го одржуваат часот со дел од материјал. Ете, тоа може да биде еден модел, да. Да, меѓутоа достигнуваме до околу 700 ученици во годината. Инаку, чисто едно мое искуство ќе ви кажам, јас бев дел од исто така една авторски тим што го подготви прирачникот за медиумска писменост во Македонскиот институт за медиуми и долго време стоеше, меѓутоа упорноста со Бирото за развој, овој тип на неформални едукации, семинари и така натаму, кај што им го презентиравме прирачникот, полека тоа почна да влегува. Се разбира, на тоа делуваше и поголемата потреба за медиумска писменост, но со согласија некако тие работи и полека почна тој прирачник да влегува таму и постигна некој резултат. Но добро, тука сакам да, кога зборуваме за тоа како да се направи поблизу прирачникот до формалниот или воншколските активности во образовниот систем, ќе прашам дали тука може да помогнат во политичките партии, има форуми на жени, унии на жени, не знам какви формати имаат политичките партии, дали може преку нив да се делува? Па, веројатно може. Ето тоа е исто така еден чекор кој што би можело да се преземе. Меѓутоа, еве, до сега не сме наишле на некака таква, а има голема заинтересираност. Ова прашање ти го поставив и заради тоа што ќе те прекинам, заради тоа што во едно твое интервју или ваше интервју, се извинувам, го употреби терминот државен феминизам. Постои ли такво нешто во Македонија? Да, секаде постои државен феминизам. Предпоставувам, веројатно треба да објаснам што подразбирам под државен феминизам. Да, и ако има такво, зошто не би помогнал тој државен феминизам во оваа публикација да се шири? Добро, сепак тој државен феминизам малце се фокусира на една друга тематика. Еве, неодамна објавивме една книга, беше објавена една книга од Титинг од Франсуаз Вержес, француска теоретичарка, која што пишува за всушност феминистичката теорија на насилството. И таму малце повеќе читав за тој државен феминизам, па веројатно ми било свежо и тогаш сум го спомнала во некој интервју. Меѓутоа, што се подразбира под
државен феминизам. Државен феминизам е всушност оној феминизам кој што произлегува од државата, произлегува од институциите, произлегува од некоја идеја за тоа дека државата, вклучително и полицијата и судовите, имаат одреден начин на решавање на проблемите во општеството, кој што не често, меѓутоа никогаш не е соодветен и не оди во коренот на суштината на проблемите за да го реши. Тука едноставно прави, како да ви кажам, еве вака сликовито прикажано, ако имате една голема флаша, едно големо шиша со вода и една дупка долу и ставате само некакво лепило врз дупката и пробувате да го решите проблемот, а така нема да го решите проблемот, така сликовито да го прикажам. А што значи тоа? Тоа значи дека државниот феминизам, или како што вообичаено исто така може да се каже и карцерален феминизам, во поглед на насилството, родовото заснувано насилство, единственото решение кое што го нуди е да го затвори сторувачот на тоа насилство, да му суди и да го држи во затвор. Тоа е тој карцерален феминизам. А всушност начинот на кој што треба да се постапува е да се оди во суштината, да се види каде е изворот на тоа насилство. И тука има разни методи, механизми како може да се постапува. Едно решение е репаративна правда, друго решение е да се работи со осторителите, да се работи со општеството, да се работи со заедниците, за да навистина се превенира ваквото насилство. Така што тоа мислам по државен феминизам или, например, исполнување на квоти исто така е нешто што е во таа рамка и чуму исполнување на квотите за политичко учество на жените кога тие следат она што е кажано од партијата, а не да се направи навистина реална промена во општеството. Во таква ситуација според мене тоа воопшто не е феминизам, иако не можам да се наречам стручњак или од новинарски аспект она што го следам за филозофијата, принципите на феминизмот, но тоа ме наведува на второ прашање кое, ако го отворам, тоа е многу широко, за постои ли феминизам во Македонија структуриран онака според некој модел што предпоставувам вие можете да го имате, да го замислите, или дека постои ли такво структурирано феминистичко движење во Македонија? Секако дека постои. Структурирано, не знам дали е тоа некој соодветен збор да се каже. Не знам ни дали е добро да е структурирано. Мислам дека е добро да има повеќе фронтови, да има повеќе гласови, затоа што тие најчесто доаѓаат одоздола, доаѓаат од грасрут, како што сакаме да кажеме во граѓанскиот сектор. Постои дефинитивно. Можам само да кажам дека ми е жал што тоа веќе долги години е борба со ветерници, затоа што институциите не ги сваќаат феминистичките колективи, организациите кои што се бават со овие проблеми, со родовата еднаквост, со феминизмот, не ги сваќаат како сојузници, не ги сваќаат како некои кои што може да понудат решенија, кои што направиле истражувања, кои што се блиски до заедниците, кои што знаат што е тоа што може да функционира и да учествуваат во сите процеси на носење на едни демократски начала во една држава, туку ги сметаат за, не знам, непријатели државни, за странски служби и така натаму. Така што тоа е навистина поразително, а гледаме што се случува во оваа земја, гледаме колкав е бројот на фемициди, гледаме колку е нормализирано насилството, гледаме колку начинот на функционирање е патриархален, е коруптивен, владее некој клиентализам, мислам дека во секоја пора на општеството и во секој дневието во односите на луѓето. Така што постои феминизам, меѓутоа навистина се бори со една огромна структура на моќ која што некако е тешко да се надвладе. Така. Па добро, борбата е во суштината на феминизмот, постојано да се бори, така нели? Да, бидејќи тоа подразбира
преиспитување на состојбите постојано. Така. И ајде да завршиме на крајот со едно прашање кое мене ми е вака интересно, сакам да ве прашам. Ако 50% од прилика на населението во Македонија е машко, постои ли машки феминизам? Гледате ли таму поддржувачи во таа смисла? Машки феминизам или сега машки феминизам? Дали постојат можеби мажи феминисти? Добра, да, точно. Па, како да ви кажам? Мислам дека можеби се представуваат еден загрозен вид. Мажите феминисти во оваа земја, ако смеам така да кажам. Видете во еден контекст каде што владее мажосферата, каде што кај младите идолите се браќата, како се викаат овие Ендрю и Тристан Тейт, каде што Јордан Питерсон е херој, каде што не знам Питер Тил исто така, тие ликови некои од западот се некои кои што ги поставуваат во моментот оние слики за тоа како мажот треба да изгледа и кои се неговите права и дека жените секогаш треба да се во нивна служба и нели тотално се девалвирани. Многу е тешко да имаме жени кои што ќе размислуваат феминистички. Меѓутоа постојат мажи, тоа се можам слободно да кажам квир луѓето, квир мажите, геј мажите и така натаму. Секако има и други мажи кои што ја разбираат оваа борба која што имаат жената и се сојузници дефинитивно. Мислам феминизмот некако и би сакала да го сватам за тоа дека не е поделбата на мажи и жени, туку е феминизмот е баш како што спомнавме, преиспитување на состојбите, феминизмот е да се разруши и расклинка патриархалното размислување, патриархалните начини на функционирање на општеството, затоа што и мажите патат од патриархатот. Затоа што и од нив нели се очекува тие да бидат некаква слика да исполнат и тоа е голем терет и врз нив. Така што во таа насока се моите размислувања околу ова прашање. Ти благодарам многу.